Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности, денес стигнавме до четвртата емисија од третата сезона на Потрага по вредности и се разбира, одбравме убава, се надевам, и интересна тема за вас и ја нарековме здрава и нездрава духовност. Се разбира, мој постојан соговорник и сега во оваа емисија е презвитер Ивица Тодоров. Отец Ивица, што значи тоа здрава, што значи нездрава духовност? Од кај ќе почне први, од нездравата или од здравата? Првин да почнем да ги поздравиме нашите гледачи. Так. И да им благодариме за довербата, за тоа што одвојуваат време и ја гледат оваа наша емисија, Потрага по вредности. Се надевам секогаш е од полза за нив. Так. И оваа тема не случајно избравме, затоа што така, додовме до сознание дека во овој вакво време е нужно да се проговори за тој аспект, дека освен тоа што е убаво човек да тежне кон духовноста и да биде духовен, Така. треба да разликува и здрави и нездрави елементи во целиот тој процес. Ќе се обидеме низ оваа емисија така да проговориме прво за тие нездрави, а потоа и за тие здрави вистински плодови од духовниот живот. Така, подготвувајќи се за оваа емисија, јас пронедов една книга, енциклопедија на православниот духовен живот, од Свети Игнатий Бранчанинов. Тој живеел на почетокот и кон средината на 19 век и еден од брилјантите умови во руската литература, покрај духовник и писател, и неговите ученици ги собрале сите негови записи и направиле една енциклопедија преку 600 страници. Меѓутоа, тука и овој целта на христијанскиот живот од Свети Серафим Саровски, кој бил необразован човек, обичен, нели, проселенец, меѓутоа стигнал до светост. Можеби немал светско образование. Така, значи, во таа смисла, дали е потребно, тоа сакам една споредба да направим, некој високо образование, некој многу високи сознанија за човек да води здрав духовен живот? Значи, фундаментално, значи, кога се говори за оваа тема, треба да проговориме за тие нешта кои се потреби на вистина човек да води духовен живот, а потоа и здрав духовен живот. Значи, првин, тоа беше и првото прашање, сега ќе се обидам да одговорам на него. Всушност, нема жив човек на планетава Земја, под жив човек подразбирам биолошки жив. Так. Тоа веќе за духовниот аспект е веќе друга тема, ќе го говориме понатаму. Значи, нема жив човек на планетата Земја кој не е поставен во состојба да живее духовен живот. Така. Ќе објаснам што тоа значи. Затоа што секој човек, освен својот биолошки начин на постоење, го има и својот личностен начин на постоење, односно тоа е неговиот духовен начин на постоење. Так. Значи, секој човек живее духовен живот. Сега, некои од луѓето се свесни за тоа, имат сознание за тоа, некои воопшто не се свесни. Така. Некои кои започнале да живеат духовен живот, односно веќе да се отвараат подлабоко за средбата со самите себе си, значи да се спознаваат себе си, да стекнуваат една слика пообјективна, значи повистинска за тоа кои се тие, кои се нивните доблести, кои се нивните мани, слабости и така натаму. Значи, сите овие аспекти, брат Душко, се поврзани со духовниот живот. Значи, сето тоа е поврзано со свесноста на човекот. Така да во еден аспект духовниот живот значи свесниот живот на човекот. Значи, човекот кој има свесно за себе, односно сознание. Така. И не мора духовноста и не е ни потребно духовноста да се врзува со некои религиозни традиции и така натаму. Значи, секој човек, дури и оние кои го негираат Бог, кои велат дека се антитеисти, не само теисти, и така атеисти, значи и тие имаат духовен живот. Значи сите имаат духовен живот. Духовниот може да се нарече внатрешен живот, како што секој човек има и внатрешност и надворешност, значи внатрешноста е духовна, меѓутоа таа може да биде здрава, може да биде нездрава. Така, еве апостол Павле говори за тој внатрешен човек, тој самиот апостол Павле го употребува тој термин внатрешен човек.
Так. Затоа што ние имаме едно надворешно исполување на нашето битие, на нашиот живот. Така. Значи, но имаме и внатрешен живот. Така. Значи, животот на нашата свесност и нашата искреност на длабочината на нашето битие. Секој човек, братушко, нема човек кој не се соочува со оваа состојба, така да ако веќе говориме за феноменот духовност, секој човек е духовен, односно секој човек е во состојба на духовност, целата разлика е дали тој човек веќе има однос кон тоа што е, дали го истражува, Така. дали употребува свесност, Така. дали има потреба, обид да промени нешто во себе. И тука веќе почнуваат нештата во духовноста да се развиваат. Така, дали може на ваква споредба да се направи? Како што еден човек во надворешниот, во световниот живот се надоградува со знаења. Може да стекне, да речеме, високо световно образование, може да дојде до титула доктор, академик и така натаму, значи тој цело време се образува. Меѓутоа, исто тоа може да се каже за внатрешниот човек. Некој повеќе акцент стават на надворешниот дел, некој на внатрешниот. Пред малку постави едно многу битно прашање. Дали образованието рационално, под рационално образование подразбирам образование, односно информирање на нашиот ум. Значи, јас познавам доста луѓе кои имаат сериозно рационално образование, Така. луѓе кои завршиле магистратури, докторати и така натаму, кои пишуваат книги, кои се чинители во општеството. Така. И на тој рационален, интелектуален план, значи, како носители на информации, на некој животно искуство, тие се навистина силни. Се надоградили. Да, се надоградили, но на духовен план се слаби, да. Гледаме дека скоро да немаат никаков духовен живот или крајно сиромашен духовен живот. Сега од друга страна, го спомна Свети Серафим Саровски, да, или еден куп други луѓе, знаеш. Јас многу често говорам за старец Илуан, кој сега е прегласен за светител, човек кој со своето дело и со своите текстови, совети, поуки изврши многу сериозно влијание во формирање на мојот духовен живот. Значи исто така и тој човек немал никакво сериозно световно образование. Да. Но нивниот внатрешен живот, значи нивниот духовен живот, сега кога нивниот духовен живот ќе се поврзе со една сериозна духовна традиција, значи конкретно со православното христијанство, значи со Христос, тогаш плодовите од нивниот живот се такви какви што се. Значи ние гледаме, кога го читаме житието на Свети Серафим Саровски, ние просто се чудиме како можел тој човек во едно такво матно време во Русија да свети со една таква светост и илјадници луѓе да приведува кон Христос, и исто така за старец Илуан, исто така и за илјадници други свети души во црквата Христова. Но сега да не ме разберат погрешно нашите гледачи, уште подобро е духовниот живот на човекот, значи да биде надополнет со сериозно световно и богословско, теолошко, научно образование. Тоа е уште подобро. Особено тоа е добро затоа што таквите луѓе сега знаат, имаат методологија, апарат, тоа што внатрешно го доживуваат и точно да го изразат. Не случајно, братушко. Нашиот Господ и Спасител Исус Христос го избрал Шаул или Савле, апостолот Павле, потоа како што го добил своето име во крштувањето од епископот Ананија во Дамаск. Значи, Шаул или Савле, како што ние го знаеме, бил фарисеј. Ученик на Гамалило, но човек со огромна ерудиција. Значи, тој бил еден од најобразованите луѓе на своето време. За тоа време имал 3 факултети завршено и можеме да замислиме... некаков контекст, во наше време. Да, можеме да знаеме за каков ерудит се работил. И сега, Христос го повикува Шаул, кој станува потоа апостол Павле, не само заради таа негова ерудиција, но и за таа вистинска ревност за вистината. Тој имал такво срце, тој ревнувал за вистината таква како што таа е. И затоа Бог, нашиот Спасител, го повикува апостол, односно тогашниот Саул, и тој станува апостол Павле. И проповедник на христијанството, меѓу незнабожците, И неговите 14 посланија се фундаментален дел од светите книги на Новиот Завет.
Така, значи тука се задржавме на оној момент за световното образование, односно надворешното образование, колку е важно за да може човек да го изрази тоа што треба да го изрази. И останат има Свети Васили Велики, значи човек со сериозно образование. Исто е важно, Исус кога ги испраќа своите апостоли, им вели, не се грижите што ќе кажете, Светиот Дух нели ќе ви каже однате што треба да им проповедате на луѓето. Тоа е најврното ниво. Но тоа треба да се дојде. Сепак тоа е дар, значи дар од самиот Бог, значи кога Духот Божи, Духот на вистината потикнува во нас сведочење на вистината. Така. Отец Ивица, ти си духовен раководител и сигурно имаш духовно искуство во однос на денешната тема здрава и нездрава духовност. Значи, не секоја духовност се здрава, така. И треба да се определат, нели? Човек што е поискусен во духовните работи, многу лесно ќе може да определи, исто како еден лекар, нели, што може да диагностицира болеста, така и духовникот може, нели, да диагностицира здрава и нездрава духовност. Значи, започнаме со тој момент дека секој човек е духовен, особено оние кои станале свесни дека се. И тука започнува тој процес, кога човек станувајќи свесен за својата духовност, за својот внатрешен живот, за својата личност, тогаш тој бара суштински одговори. Так. За тоа кој е вистинската смисла на постоењето, постои ли вечен живот, бесмртност, што е грев, што е зло, како да го разликуваме злото и гревот во нас од вистината, од добродетелите и така натаму. Како да ги разликуваме сите тие пориви на паднатата природа во нас, како да се отвараме за делувањето на Божиот Дух во нас. Значи, има многу прашања. Сега, многу е битно, како што вика Светиот апостол Павле во своето послание до Коринтијаните, може би имавте илјадници наставници во Исуса, во Христа, но малку татковци имате, а јас ве роди во Исуса Христа, вели апостол Павле. Значи, тоа е улогата на духовниот раководител, на оној човек што добил сознание за својата духовност, за својот внатрешен живот, доживел покаяние, духовно будење. И сега, освен што треба да му биде наставник, значи под наставник апостол Павле подразбира оној пристап кога само ги информираме луѓето за верата. Так. Значи, многу е битен и тој момент. Значи, за здравата духовност, братушко, многу е битно луѓето да се информираат за вистината на верата што ќе изберат. Еве, конкретно, јас како православен христијанин, значи, оние луѓе кои избрале да бидат Христови ученици во рамките на едната света соборна апостолска црква, односно на православната црква, да бидат православни христијани, значи, од фундаментално значење да бидат научени во верата. Так. Значи, и затоа Христос вели дека оние кои се негови последователи треба да бидат негови ученици. Так. Значи, особено во првата фаза на духовниот живот, кај неофитите. Значи, не случајно се користи тој термин неофит или ново просветлен. Тоа се користи и за оние кои се крстени, значи за новокрстените, но и се користи порано се крштевале во возрастни години, па така да духовното будење на човекот одело и со крштевањето. Така, интересно е дека тој подготвителен период порано трае од 2 до 3 години. Така е, да, за да можат луѓето да ги научат вистините. Сега денеска, затоа што од ред објективни и субјективни причини, не само се крштеваат возрастни, туку се крштеваат во многумина и како деца. Сега, всушност, нивниот духовен живот започнува во моментот кога ќе доживеат духовно будење или доживување на себе си, значи осознавање за тие вистински духовни пориви за осмислување на својот живот, за спасение и така натаму. И затоа е многу битен моментот. Сакам нашите гледачи убаво да го запаметат. Значи, кога луѓето ќе ги прават првите своји чекори во верата, треба да се трудат добро да бидат информирани за вистините на својата вера. Односно, да осозна зошто е тоа така како што е. Например, ако ние велиме дека веруваме во Бог, тогаш од каде ги имаме тие информации и кој е тој и каков е тој? Ако ние велиме дека веруваме во наш откупител, спасител Исус Христос, кој е тој? Зашто ние
баш во него веруваме, која е основата на сето тоа, што тој навистина направил за нас. Така. Значи, потоа, кога навлегуваме во духовниот живот, треба исто така да ги знаеме основните добродетели, значи да разпознаваме. Иако веќе со духовниот живот веќе почнуваме да ги доживуваме тие нешта, можеби повеќе на интуитивен, емотивен план отколку на рационален план, но треба да ги разпознаваме и добродетелите. Кои нешта се, кои вредности се од Бога благословени и здрави за практикување на духовен живот, а кои нешта не се. Е сега, ако оние луѓе кои имаат порив за духовност, не ја поминат оваа фаза, значи фазата на учеништво, не се информираат за духовниот живот, за вистината на својата вера, односно не знаат, или со прости зборови кажано, не ја знаат основната порака на Светото писмо, значи не го читаат Светото писмо, сите овие вистини не им се јасни, тогаш тие со сигурност ќе заскитаат по духовниот. Значи нема здрав темел. Нема здрав темел. И факт е, ние гледаме во нашето секојдневие, особено кај еден огромен процент од луѓе кои се декларираат како верници, дури велат за себе си, јас сум голем верник. Еве кај мене дојде пред една седмица една господја и вели, отец Ивице, јас сум голем верник, ама сакам да ми помогнете да научам во што треба да верувам. Сега да објаснам на нашите гледачи но она вистината ја кажа, да. Значи она има порив. Барем искрена е, искрена. Значи она има порив, има вера. Значи она има доверба во Творецот. Но нези не е јасно. Значи многу работи, затоа она вели јас сум голем верник, но сега сите овие вистини не и се јасни. И голем број верници се во таква состојба. Или веруваат, ама не знаат што треба да веруваат. И сега битен е тој момент, значи, ако во нашиот ум не ги знаеме тие вистини, тоа исто како кога полагаме за возачки испит, значи просто мора теорија, тестови, па потоа со инструктор, така малце градско возење, па потоа да полагаш, да видиш дали можеш да возиш, да влезеш во сообраќајот. Така и во духовниот сообраќај. Сега, многумина, жално е ова, и болно, и гледаме последиците од сето тоа што ќе го кажам сега, многумина од нашите современи православни христијани кои се декларираат како верници, за жал, ја немаат помината оваа фаза. Тие не ги познаваат нештото. И сега, што се случува? Тие својата вера ја темелат или на непроверени информации, на проблематични информации, Врадушко. Значи, информации од својот потесен круг, значи дедо, баба, татко, мајка, ама многу често тоа се проблематични. Или самите тие си формираат некоја своја представа за нештата и тогаш самите тие навлегуваат или во формална духовност, значи во формална духовност, површна. Тоа не е ни духовност, тоа е една површна религиозност со некоја пројава на духовност, ама тоа е толку површно и толку понекогаш и просто некако, дури и карикатурално. Значи, огромен процент од луѓето, за жал, кажав од кои причини, остануваат на ова формално ниво. И сега, сите тие нешта што ќе ги прават во црквата, значи, и нивното присуство на богослужбата, и учество во светите тајни, или еве сега е тој период на слави и така натаму, кога го организираат овој црквен обичај, што е многу интересен како обичај, славата, но тие тоа го прават сепак не во христијански контекст, го прават во еден проблематичен контекст и така натаму и така. Значи, најголем проблем, односно и представуваат кај овие верници во животот на црквата затоа што не се едуцирани, односно не се информирани. И тие, и што е најинтересно, па многу од нив, ако некој време останат во таа состојба, дури и многу тешко, значи човек да го разбие тој нивен оклоп на саморелигиозност. Значи они се формирале некоја саморелигиозност по себе и за себе. И тоа важи и кај многу други, за многу други религиозни традиции. Така, јас би сакал да посведочам, ние заедно често сме оделе на овие славите. Интересно е дека има луѓе што веднаш имаат мислени став и најчесто нивните мислени стави се паушални. Да речеме, не се поучува во црквата.
А Отец Ивицата им кажеше, еве ние во нашата црква имаме воведен курс, поучуваме, дојдете слободно. Имаме веронаука и во нашата црковна општина, во останатите црковни општини. Им даваш некои информативни лекции и така натаму, ги покануваш да дојдат, меѓутоа најголем број од тие што највеќе критикуваат не доаѓаат да се поучат. Значи немаат искрена тука е тој момент, тука е тој момент затоа што не значи дека човек ако добил порив за религиозност и за духовност, дека тој веќе многу далеко стигнал. Многу често тука во плиткото остануваат и тоа е тој најсериозниот момент кој тие не го почитуваат за да завлезат подлабоко во духовниот живот. Значи, немат смирение, значи гордоста, егоизмот си останува и се разбира, нема послушание и нема искреност. Значи, тие влегуваат у таа фаза на како тоа го нареков пред малку, само од себе формирана религиозност. И тоа е на многу, реков, проблематични, карикатурални односи и многу често се испомешани. Тука говоревме во минатата емисија, значи и тие проблематични традиции, пагански моменти, магиски, окултистички и New Age приказки, сето тоа помешано со христијанството. Значи, тоа е вера според себе. Значи, не е според Христос, туку според Митре, според Славко, според Цвета, според Славка и така натаму. Значи, не е според Христос. И затоа, кога се разговара со тие луѓе, братушко, ние уште веднаш приметуваме дека тие кога говорат од себе. А не говорат од Светото писмо. Говорат од себе и говорат паушално, не подкрепено. Паушално, без никаква подкрепеност. Значи, говорат од себе, без тоа што говорат да го втемелот на Светото писмо, на духовното искуство на црквата или на својот сериозен плод од својот духовен живот. Затоа што немат искреност, затоа што немат смирение, затоа што немат трпение за посериозно, како да кажам, поучување во пливање во подлабоко, тие остануваат на тоа ниво во кое се. И сега, таков е огромен број од верниците и многу често оние луѓе кои ја барат вистината, кога ќе се соочат со таков тип на верници, братушко, тие мислат дека самото православно христијанство е тако, да преку проблематичните верници добиваат крајна проблематична слика за православното христијанство. Но, ако сме духовни и ако сериозно ги истражуваме овие нешта, сето тоа не е случајно. Значи, јас ваквиот тип на верници ги нарекувам димна завеса. Значи, нашиот духовен пријател, сатаната, таткото на лагата, од ваквиот тип на проблематични верници прави димна завеса да оние кои ја барат вистината не дојдат до вистината. Но сепак, ако се тие искрени, ќе дојдат до неа. За среќа има и тоа исто од искуство, можем да го кажам, луѓе што искрено сакаат да ги научат основните вистини за верата и доаѓаат, се поучуваат. И тие, бидејќи се искрени и сакаат да научат, ќе напредуваат. Нели, скала по скала, можеби постепено, можеби не така брзо, ама ги учат и нели веднаш потоа после известно време се гледаат плодовите од нивниот духовен живот. Сега, значи, ова е првата фаза, останување на површност. Значи, најголем процент од луѓето се тоа. Всушност и во сите аспекти на животот, најголем процент од луѓето останува на тоа ниво, на површноста. Сега, доколку искрениот боготражител започне со својата искреност, со поривот на својата искреност, со поривот на својата, како да кажам, понизност, смирение, да ги бара вистинските нешта. Тогаш полека таа димна завеса почнува да се трга. Тогаш полека Господ, нашиот небесен Отец, во името на нашиот откупител и спасител Исус Христос, во силата на Светиот Дух, почнува во тој човек да делува и да го формира на здрав начин неговиот натрешен духовен живот. На здрав начин. Значи, полека. И тогаш тој човек веќе почнува да ја осознава вистината, значи да ја осознава вистината таква како што таа е. Да, тој се соочува со тој проблем дека кога се живее со вистината не е лесно, но радостен е затоа што ја осознава вистината. И сега,
од почеток е навистина тешко да се носи вистината, затоа што ние живееме во крајно несовршен свет, односно во отпаднат свет. Живееме и самата наша црковна заедница е преполна со несовршени луѓе. Така. Но кога живееме со вистината, самата вистина ни открива зошто е тоа така околу нас. Така. И тогаш не се соблазнуваме. Така. Не се скандализираме. Тоа што се случува околу нас не е мотив, односно причина да ние се отргнеме духовни живот. Дури напротив. Така. Но овој порив на искреност е многу битен момент. И сега тој порив на искреноста, тој порив на смирението, на понизноста, полека не доведува и до љубовта. Не доведува до љубовта, а љубовта полека не доведува до светоста. Значи, тоа се вистинските, како да кажам, прояви на здравиот духовен живот, Бертушко. Значи, самиот збор светост, што значи ние кога говориме за тоа дека некој човек е свет човек? Значи, ние говориме, тој збор има свој корен од еврејскиот збор кадош, тоа сме го говорили и порано. Значи, оној човек кој е одвоен од злото. Значи, оној човек кој е одвоен од гревот. И сега, за да дојдеме ние до тој степен да се одвоиме од злото и гревот, навистина треба да имаме сериозен процес. Значи, тоа не трае 5 минути, 10 минути, саат, 1 месец, и тоа цел живот. Да. И светителите се оние личности, Христови ученици, членови на црквата, кои во силата на Светиот Дух, преку својот подвиг, дошле до тој степен да бидат силни над гревот и злото. Значи, да гревот и злото ги победуваат во себе. И затоа тие луѓе се свети. Одвоени од злото и од гревот. И секогаш во здравата духовност, која тежне е кон светост, има пројави, значи, на љубов, на разбирање, на отвореност, значи, секогаш таквите луѓе имаат разбирање во себе си, имаат отвореност и неосудување. Така. Значи, таквите луѓе значи, здравата духовност се препознатлива по овие нешта. А ако не трнеме по овој пат, Братушко, тогаш, односно по патот на спасителната здрава духовност, на ова духовност што, во православната црква ние ги имаме тие томови, наречени филокалија или добротолюбие. Значи, тоа се искуствата, духовните искуства, не само теорија, туку духовните искуства на многумина подвижници, свети луѓе во црквата, кои своите искуства ги оставиле на црквата и црквата ги собрала и ги имаме тие, сега веќе има и 7 тома, значи, филокалијата или добротолюбие, тие искуства на светите отци, како треба да се води здрав духовен живот и на кои нешто да ставаме акцент, за да нашиот здрав духовен живот стане и спасителен духовен живот. Така, благодарам отец Ивица. Јас предлагам тука да направиме една пауза во која ќе пуштиме една духовна песна за ова што го зборувавме да се потврди во таа песна. Нели, многу е важно во духовноста да нашето срце да биде отворено кон музиката, кон тие префинети божествени енергии, за може нели тоа да стане дел од нашиот Братушко, живот. вака сега, значи, кога ќе отидеме на изложба на некој уметник, ние веднаш од неговите дела проценуваме плюс-минус каква е неговата душевна или духовна состојба. Исто така и кога слушаме музика, или исто така кога читаме текстови. Значи, ние кога читаме Светото писмо, доживуваме на вистина дека тоа е од Светиот Дух. Значи, тоа е просветено од Светиот Дух и затоа има полнота на делување во нашиот дух. Исто така и кога читаме делата на светите отци. Здравост, со вистинска основа. И сега, исто така и кога го славиме Бога. Затоа и Свети Кирил и Методи, кога го преведувале грчкото ортодоксија, правомислие или правоверие, на црковнословенски, на старословенски јазик, тие го превеле како православие. Значи, оној кој на вистински начин верува во Бога, односно, оној кој на вистински начин го примил Божјото откровение, и духовно се исполнува со него и има плодови од него, тој на вистински начин и го слави Бога. Значи, тие нешта се врзани. И затоа денеска да кажеш за себе дека си правоверен, православен, тоа е огромна одговорност, затоа што на тој начин ти се повикуваш, ти велиш дека твојата вера и твоите дела
Така. се истоветни со делата на апостолите, со делата на мачениците на црквата, со делата на големите подвижници на црквата, со делата на светите оци и учители на црквата. Така. Затоа, значи, сериозно човек треба, пред да се декларира како православен христијанин, треба да провери дали тој навистина и се научил, и се насочил и почнал да се учи од православното христијанство. Еве да направиме мала пауза, сето ова што го говоревме, така да можат нашите гледачи да го обработат, да си размислат за него и после паузата ќе
Почитувани, ја следите четвртата емисија од третата сезона на Потрага по вредности и со отец Ивица Тодоров во оваа емисија зборуваме за здравата и нездравата духовност. Во претходниот дел од емисијата нели зборувавме така детално што значи да се води духовен живот, што значи духовност, меѓутоа мислам дека за сето тоа е потребни се известни методи, односно од кои елементи се содржи здравата духовност, за да може човек здраво духовно да живее. Треба како спортистите што тренираат и духовниот човек нели треба нешто да тренира. Да, значи во првиот дел од емисијата говоревме така општо за духовност и како всушност се придвижуваме кон здравата духовност, која е спасителна, и се разбира кои фактори ја условуваат нездравата духовност. Така. Значи, ако искреноста ја земавме како битен фактор, искреноста, понизноста и послушанието, ги земавме како битен фактор за формирање на здрава духовност, тогаш неискреноста, непонизноста, непослушанието, немањето волја за осознавање на вистината таква како што е таа, тогаш таа и тој тип на духовност води во нездрава духовност, односно неспасителна. Сега убаво спомна, братучко, еве, спортистите се многу слични со оние луѓе кои се занимаваат со духовен живот. Така. Значи, треба тренинг, треба кондиција. А сега, преку кои методи се стекнува така, духовна кондиција, духовна сила, да, духовна сила. Значи, прво, духовна сила кај нас самите. Значи, духовна сила за надвладување на тие пориви на злото, на гревот и така натаму, и на многу разни искушенија кои знаат и како да се играат со нас во разни состојби. Сега, основните методи, односно основните тренинзи на оној што сака да биде успешен духовниот живот е, например, молитвата. Но сега не молитвата разбрана, братушко, таа може да се разбере на многу погрешни начини. Првенствено молитвата е, како што е општо прифатената дефиниција, дека молитвата е нашиот разговор на нашиот дух, значи на нашата личност во духот Божи со Христос како наш единствен посредник помеѓу Небесниот Отец и нас. Значи ние преку нашиот дух, во силата на Светиот Дух се обраќаме кон Христа и во име Христово, затоа и Христос вели: се што ќе побарате во мое име од Отецот ќе ви се даде. Значи Христос како единствен посредник помеѓу нас и Небесниот Отец, ние во силата на Светиот Дух и во нашиот дух, во име Христово му се предаваме на нашиот Небесен Отец, на центарот на постоењето. Всушност тоа е молитвата. Сега, молитвата има разни состојби. Значи, имаме молитва на славење, има молитва на покаяние, има молитва кога бараме, кога молиме и така натаму. Има молитва без зборови. Значи, во православната црква исто така ние користиме Исусовата молитва. Значи, особено во манастирите, па и надвор од манастирите, значи се практикува Исусовата молитва. Значи, таа молитва гласи: Господи Исусе Христе, Сине на живиот Бог, помилувај ме, или Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме. Значи, што е целта на оваа молитва и на секоја молитва? Целта е нашиот ум, значи нашиот ум да го култивираме, односно на еден начин да го припитомиме. Да го смириме. Да го смириме. Тоа што ние самите приметуваме кога започнуваме да живееме духовен живот, дека умот и текако е навјасуван од разни нечистоти кои доаѓаат и од нашата падната природа, но за жал и демонските сили го користат умот наш како простор преку кој делуваат во нашиот внатрешен човек. Така, може да се спореди со див конј кој постојано трча и не може да се скроти лесно. Просто те води нааму натаму. Затоа молитвата, молитвата треба да се разбере како предавање на Господ, значи предавање на неговата волја, затоа што нашиот Спасител вели во молитвата: Оче наш, да биде волјата твоја како на небото, така и на земјата. Значи ние кога во молитвата велиме да биде волјата твоја како на небото, така и на земјата, со тоа ние кажуваме: да, ние сме подготвени
да ја исполнуваме твојата волја. Така. Но тоа воопшто не е лесно. Така. Тоа воопшто не е лесно. И уште велиме да дојде царството твое. Така. Значи, да го сведочиме царството негово во овој отпаднат свет, Така. а во овој отпаднат свет да се сведочи волјата Божја и царството на идниот век. Така. Воопшто не е лесна работа, но тоа е целта на духовниот живот. Така. И сега тука се соочуваме со многу искушенија, со многу Така. напади. Значи јас самиот и сите ние всушност сме ги доживували и ќе ги доживуваме и многумина ги доживувале тие напади на нечистите демонски сили. Буквално како што вели светиот апостол Павле, како жештени стрели тие се забиваат, разни помисли, состојби, дури гадни, одвратни, значи просто сега баш со еден брат зборев пред некој ден, вика од цивица, од каде тоа? Викам од каде? Ама зошто? Па затоа што велам полека си испливал од нечистотијата и веќе влегуваш во почисти сфери духовни и сега тој гледа да те соблазни, да те бутне, да те фрли во разни состојби кои ќе те вратат назад во духовниот живот. Пошто демонските сили не сакаат да напредуваме духовно, затоа што тие сакаат да ја уништат нашата душа. Они не сакаат духовен живот. И затоа многумина, братушко, кои објективно се духовни, значи дадена им е духовноста, тие субјективно лично не активираат духовноста затоа што се во сотонско робство. Тој ги држи во илузија. Тие просто немаат контакт со самите себе си. И сега кога ќе започне тој контакт со самите себе си и особено кога ќе започне контактот на самите нас со нашиот Творец, со нашиот Отец Небесен, во името Христово, во силата на Светиот Дух, тогаш нештата стануваат, како што кажав пред малку, многу сериозни и тука е потребна молитвата и потребно се разбира сериозно раководство од сериозен, искусен духовен раководител. Дали може да се каже дека молитвата во тој случај како еден штит кој не брани од тие такви стрели? Па каже апостол Павле таму во своето послание до Ефесијаните, тој опишувајќи го римскиот војник, тој кажал како всушност кои елементи треба да ги имаме кога влегуваме во духовна битка. И да, молитвата е битен штит на нашиот ум и штит на нашиот внатрешен човек, затоа што со нашето предавање на Бога, но на неговата волја, но и со врзувањето на нашиот ум во зборовите на Исусовата молитва, а особено ние го знаеме и ова, затоа што и апостолите и светите оци нечистите демонски сили ги изгонувале со името Христово. И дури апостол Петар вели, нема друго име со кое може да се спасиме во овој свет, освен Христовото име. И затоа Христовото име, односно името на нашиот Господ Исус Христос, кога го повторуваме во нашиот ум, со вера, самото врзување на неговото име со нашиот ум, но и со самото спомнување на неговото име, демонските сили се изгонуваат, односно нивното влијание. Значи, тоа е еден аспект на битната методологија духовниот живот, тоа е молитвата. Се разбира, за повисоки искуства со молитвата, реков пред малку, е потребно и сериозно духовно раководство. Значи, и освен молитвата, туку е и постот. И постот како духовна свесност, не значи само пост да не се јаде одреден тип на храна, туку пост значи духовно стражање, стражарење. Стражарење, да. Да бидеш стражар на својата духовна внатрешност. И затоа христијаните се непрестано во пост, непрестано во стражарење, затоа што непријателите немаат пауза, братушко, тие демнати дењи, ноќе и на делник и на празник, да. Така да, сега има само некои периоди во годината кога тој духовен пост е засилен со телесен пост, значи со некои видови на храна, особено и тоа е битно затоа што самиот тип на храна потикнува разни енергетски состојби во телото и во душата, кои понекогаш го будат острастениот, похотниот човек е нас, затоа и телесниот пост помага, значи видот примање кои типови на храна се примаат во нас, помага околу хармонизирање на односот меѓу телото и душата. И се разбира, постот, освен овој момент на хармонизирање, има и елемент на послушност. Затоа што во Новиот Завет веќе храната не е поделена како во Стариот Завет, чиста и нечиста храна. Во Стариот Завет имало таква поделба. Во Новиот Завет
се ни е благословено, но значи храната не е она што го сквернува човекот. Така, тоа. Но ние во некои Исус тоа го кажа. Да. Значи, но ние во некои периоди од годината од послушание за зајакнување на нашата волја, но и за зајакнување на нашиот душевен и телесен живот, не јадеме некои типови на храна. Не затоа што се тие забранети, туку затоа што тоа го правиме од послушание. Так. Да. И го јакнеме нашата волја. И тоа е многу битен момент. Сега, ако во таа прва фаза на духовниот живот битен момент е искреноста, така, во една посериозна фаза од духовниот живот битен момент е волјата наша. Така, истрајноста. Да, истрајноста. Затоа што познавам доста луѓе кои имаат искреност, имаат и набој, имаат и осет за Господ и така натаму, но викат немам сила, немам волјата му ослабнува. Така. Затоа што го има и тој момент, брат Душко, секојдневието не фрлава во една состојба на едноличност и досадност. Така. И сега, ако духовниот живот го претвориме само како пракса, површна онака, ритуална, тогаш само да го чекаме денот кога тој човек ќе се откаже. Така. Јас Како товар го чувствувам. Да, како товар, да. Сакам на нашите гледачи да им го цитирам ова од второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, како најдобар лек за и излез од овие состојби, на немање волја и на состојба на униние, тоа е црковен термин што го користиме, или депресивност, или губење волја. Да. Светиот апостол Павле во своето послание до Коринтијаните, второ послание, во 3 глава, 17 стих го пишува ова. А Господ е дух, а каде што е духот Господов, таму има слобода. Ние пак сите со откриено лице, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во ист образ од слава во слава, како што доаѓа од духот Господов. Така. Значи, тука веќе апостол Павле ни говори за една повисока фаза на духовниот живот, кога ние со нашиот дух, со нашиот внатрешен човек, веќе свесно, имајќи сознание за тоа дека духот на вистината, духот Божи делува во нас, затоа што многу често, треба и за тоа да говориме, има разни и во православното христијанство, но особено надвор од православната црква, кај разни секти, особено култови. Така. Што значи култ? Култ значи заедница која себе си се нарекува христијанска, која е основана од некој основач. Така. Значи, од нему познати причини, секогаш се проблематични, но тоа е веќе друга тема, ќе говориме на друга емисија за тоа. Значи, и таквите личности кои создаваат култна личност околу себе си. Значи, сите нивни последователи го доживеат како култна личност и тие често говорат дека Господ им говори, дека Духот Божји е во нив, дека прават чудеси и така натаму, а всушност тие се само прости, едноставни алатки на демонот. Толку видливи, да. Значи, секој човек кој малце духовно има искуство и имал ова работа со нечистите сили и со нивното влијание, тој веднаш ги прозрева тие. Но наивните последователи тоа не го разбираат. И сега тие се полнат со нешто што не е Духот Божи, но демонот тој им го навестува или го етикетира како делување на Духот Божи. И тие луѓе паѓаат во состојба на прелест. Тоа е сериозна илузија. Да, сериозна нездрава духовност. Значи, духовна илузија. Значи, нивната личност се наоѓа во илузија. Значи, во лага се наоѓа, излажани се. Така, дали може вака да се каже, отец Ивица? Значи, нечистиот дух има два методи за да ги измами духовните луѓе, оние што тргнуваат по духовниот пат. Едно е потиштеноста, униние. Пробува да пости, се моли така, ама не моли, паѓа. И сега ќе си рече во себе си, тебе не те бива за ова работа, не те бива за нешто, и паѓа долу. А другиот, па што му оди, му успе и вели, колку сум добар, колку сум успешен. Другите види колку не чинат, јас сум добар. Тука е веќе паѓа во гордост. Да, во гордост и многу лесно може да бара последователи, него да го следат, а не не. Оние што се во православната црква не барат последователи, него таквите што паѓаат во гордост, паѓаат во ритуализам. Тие сладоста на својот духовен живот го излекуваат од методите, не од целта. Целта е спасение, љубов, радост во Светиот Дух, вистина,
полнота на живот од Светиот Дух во себе. А тие наместо тоа да им биде цел, тие паѓаат во идолопоклонство, многу подло идолопоклонство. Тие мислат дека многу се молат, ако сега молитвата ја воздигнуваат, постот и разни други нешта. Тие методите. Подвигот го гледат како цел. Тоа исто како спортист кој трчањето заради кондиција го доживува како цел. Не, ти трчаш за да имаш кондиција, за да кога играш да имаш голови, да твојата екипа победува и така. Но тоа се тие минливи фази и состојби доколку човек се развива. Треба да ги препознае веќе и унинието и гордоста се двата краја на отсутство на присуство на Светиот Дух, да. Сега, значи тоа е она, говоревме за тие разни проблематични култови секти, каде што тие делувањето на демонот го нарекуваат делување на Духот Божи, така натаму, но тоа е друга тема. И сега, да се вратиме назад, значи, оние кои сериозно практикуваат православен, христијански, духовен, спасителен живот, значи, освен постот, молитвата, многу битен сегмент. Значи, методологија е заедништвото. Да се живее во заедницата, во црковна заедница. Значи, пошто кога човек останува сам, еве ќе го цитирам Свети Серафим Саровски, го спомнавме на почетокот, кога човек сам се бори со злото, тогаш, вели Свети Серафим Саровски, многу често злото на тој човек му изгледа огромна како планина. Но, ако има соборци, духовни соборци, ако живее во здрава духовна заедница, водена од Светиот Дух, во Христово име, тогаш, брат Душко, самата духовна заедница му помага на својот член и обрат. И многу лесно преку духовната заедница ние стануваме свесни каде промашуваме работата. И сега види, значи, пост, молитва, живење во духовна заедница, значи живење во црквата со нашите браќи и сестри, со нашите свештенослужители, со ѓаконите, презвитерите, епископите. И сега едно исто така битна методологија е славењето на Бога. Значи, кога се собираме заедно да го славиме Бога, значи да му благодариме на Бога, да се отвараме за неговата благодат, за неговата волја во нас, за неговото делување, за неговата утеха, за неговата радост. И се разбира врвната алатка, ако можам така да се изразам, на црквата за успешен христијански спасителен духовен живот е нашето учество на литургијата, на заедничкото дело, на целата црковна заедница, наше заедничко славење на Бога, значи со целата црковна заедница, наша молитва пред Господа, наше поучување и пред се наше причестување. Значи, кога се причестуваме со телото и крвта на нашиот Спасител, значи ние на тој начин се тоа што го правиме на Христа му го предаваме. Значи, кажуваме дека тоа го правиме во Негово име и како Негови ученици. И кога така приоѓаме на путирот да се причестиме со телото и крвта Христова, ние на вистински начин го засведочуваме нашето единство со Него. Ние велиме, да, ти си центарот на нашиот живот, ти си светлината во нашиот живот, ти си нашиот пат, ти си нашата вистина, ти си нашата надеж. Значи, многу е битно ова, особено во првите фази. Ајде да се изразам малце како да кажам, по-конкретно, негде до 55% ако е 100%, многу е битно, што вика Христос, ова правете го за мој спомен, да си спомнуваме, забораваме, братушка. Значи, ние гледаме, еви тие, го спомнавме, ги спомнаме спортистите, да ги спомнаме музичарите, ако не тренираат, односно не вежбаат со својот инструмент, тие ќе заборават, да. Така да, додека личноста сериозно не влезе во таа состојба на светост, во таа состојба. И тоа е многу интересно како сето тоа, таа одвоеност, значи кога веќе ќе имаме, братушко, сила, значи да му се спротивставиме на злото, да му се спротивставиме на гревот кој делуваат во нас. Јас, секој ден во мојата борба сега, некогаш не успевам, братушко, некогаш многу често не успевам. Просто
поривот на злото или некоја помисла, која е многу итра, знаеш, ќе ми направи цела приказка да го оправдам мојот греф, ја ќе се фатам на тоа и ќе паднам. Да, и после тоа ќе сватам дека сум излажан. Но фала му на Бога Господ да помага на сите. Значи, многу е битно да си спомнуваме. Затоа е битно читањето на Светото писмо. Непрестано читање на Светото писмо. Значи, секој ден. Може би од почеток не се јасни многу работи, но треба непрестано да се чита, непрестано да се бара објаснување и од нашите браќи и сестри од црковната заедница со кои имаме контакт. Тоа е тој битен момент, значи. Да имаме контакт со браќи и сестри во кој сега. Со кој и во кој имаме доверба. Така. Довербата е многу битен чинител. Да, довербата е сега на оваа фаза многу битен чинител, да. Така. Значи, тоа исто како една војна единица, духовна војна единица. Значи, просто треба да има таа војна единица, секој член на таа војна единица духовна да има доверба еден во друг. И соработка. И соработка, да. И, значи, да се бара објаснување на текстот на Светото писмо и од црковната заедница и од црковните пастири, значи, и полека сите овие нешта формираат здрав духовен живот. Односно, формираат еден здрава духовна личност. Так. И реков, значи, здравата духовна личност се пројавува преку тоа што има љубов, има разбирање, има понизност, има сочувство, има отвореност, има желба да помага, не осудува. Значи, тој момент. И сега, тука некаде има еден момент во оваа фаза на духовен живот, има многумина одат во една стапица наречена исклучивост. Така. Значи, тие навистина стигнале до повисок степен на духовен живот, имат информации и така натаму, но во еден момент, наместо да му се поклонуваат на Бога, тие од својата духовност и од својата вера прават идол. Така. И тоа од нивното разбирање на своето духовно искуство и на својата вера прават некаква форма на некој ментален идол. И смета дека сите треба да го следат. И сите треба да бидат во таа рамка. И секој што не е во таа рамка, тој за нив е користат разни имиња и така. Отпадник од верата. Да, значи според нив. Значи се сеќаваш она на почетокот. Опасно е вера според себе и за себе. Така. Значи тука грешката се прави на почетокот и веднаш имаме сериозни проблеми. И на овој степен ова повторно сериозни проблеми. Значи едно духовно искуство кое веќе и како да кажем, веќе се постои тоа духовно искуство кој тој човек, но тој од своето духовно искуство и од својата вера прави модел ментален идол. И тој мисли дека само тоа е исправно и сето тоа друго што е надвор од рамката на неговото разбирање, тој има пројава состојба на исклучивост. И таквите луѓе пројавуваат состојба на фанатизам во црквата и така натаму. Исклучивост, создаваат една негативна енергија и се гледа, значи, демонот на раздорот делува преку нив. Таквите луѓе потикнуваат раздор наместо единство. Тука најдов една мисла, духовна поука, вели, ништо не е постот, ништо не е бдението, ништо не е подвигот во отсуство на љубовта. Значи, сепак љубовта во сето тоа мора да е вклучена. Ако ние сме исклучиви, како ти што кажа, немаме разбирање за другите, немаме љубов, сето тоа паѓа, нели, претходното што е постигнато. Радучко, и тој момент, значи, еве јас говорам сега во прво лице еднина. Значи, јас секојдневно се соочувам со моменти кога треба да разговарам со луѓе од друга верска традиција, например. Сега, некои отворени забегувања, така да ги наречам, или еретички состојби, просто треба да се кажат. Значи, не е човекот да го нападнеш, да го, не знам тама што, со некоја пројава на насилие или не знам. Него просто да му се каже дека тој неточно верува во тоа. Неточно. И треба со дух на љубов, со дух на разбирање и со дух на подигнување да го понесе со себе тој човек. Не само да го осуди, да кажеш ти си еретик, ти си ваков, тоа. Сега, но има и состојби кога гледаш дека на некои луѓе не им е до вера, не им е до духовност. Тука не се работи ни за незнаење, ни за заблуда, туку за отворена манипулација. Со такви луѓе треба посериозно. Значи, повторно со дух на љубов, но и со
разобличување. Значи, и на нив да им се помогне, но особено да им се помогне на оние наивни луѓе кои од незнаење или од кои знае кои проблематични мотиви духовно се затруени од таквите ересо источници или источници и извори на погрешна духовност и погрешно верување. Значи, повторно, не е со дух на фанатизам и исклучивост, но мора, значи, особено епископите и презвитерите на црквата се поставени како стражари. Значи, ние сме тука да алармираме. Значи, на една ситуација. Не некого да нападнеш, не некого да, не знам, тамо со дух на исклучивост, но треба да се каже што е што. Да се укаже, да се каже и да се укаже. Да. И ако сака да прими добро, ако не сака, го предаваш на Господа, па сега Господ се вишниот, си има своја промисла, си има и своја промисли, своје допуштение, тоа е негова работа. Но наше е да укажем. Исто така и на членовите на црквата, кои поради ред причини за кои говоревме во текот на цела оваа емисија, завлегле во состојба на нездрава духовност, на нездраво практикување на верата, треба да бидат опоменати. Значи, опоменати, исто како што тренерот го опоменува оној што тренира дека овој погрешно тренира. Например, имаш ти луѓе кои сакаат на брзина, не знам, да набијат тамо мускули и вика не може тоа така, може да го повредиш своето тело, така натаму, своето здравје. Значи, во тој контекст, полека, тоа некако би било на суштинското што треба да се каже за здравата и она нездравата духовност. Така. Сега, кога претходно зборувавме за музиката, мене ми дојде еден исказ на познат музичар кој вели: ако не вежбам еден ден, вика, тоа само јас ќе го забележам. Ако не вежбам 2 дена, и критичарите ќе го забележам. Ако не вежбам една недела, тоа и публиката ќе го забележи. Значи, така и во духовноста мора постојано ние да стражариме, да работиме на себе си, да се градиме. Нели, не секогаш ќе бидеме успешни. Меѓутоа мораме да продолжиме и постојано да, како што музичарот вежба, како што спортистот вежба, ние не можеме да си дозволиме такви паузи и отсуство на духовно вежбање, меѓутоа и на свесност за себе си. Во каква состојба се наоѓа. Значи, и ако забележиме дека некој човек подолго време не вежба, тогаш треба да го прашаме зошто. Така. Да. Значи, говорам во духовна смисла на зборот. Значи, треба да го прашаме зошто, затоа што искушенијата се големи во овој свет. Значи, искушенијата одираат на внатрешен план и надворешен план. Многу често луѓето се соблазнуваат, особено во првата фаза. Значи, се соблазнуваат од луѓе. Првиот луѓе се соблазнуваат. Зошто луѓето се вакви? Луѓето се такви какви што се. Луѓето се такви како што избрале да бидат. Значи, нема врска вистината со нивниот избор. Луѓето избрале да бидат такви како што сакат и тоа они ќе си бидат, ама за тоа што избрале, тие ќе си одговараат пред Господа. И не треба ние да се соблазнуваме од луѓе и не треба да се соблазнуваме, знам дека не е лесно, не треба да се соблазнуваме од нештата што се случуваат во овој свет, затоа што ние самите знаеме дека од век во век, од година во година, како што е кажано во Светото писмо, апостасијата, односно духовното отпаѓање ќе станува се поголемо и поголемо. Затоа, еве, како крај, значи како заклучок, говоревме за таа нездрава духовност, но еве да ги повториме битните елементи за здравата духовност. Значи, искреност, понизност, послушност, потикнување на својата волја со вистинска мотивација, со вистинско практикување на методите на црквата кои ни овозможуваат здрав духовен живот. Значи, молитва, пост, заедништво, читање на Светото писмо. Значи, заедништвото е многу битно. Тука многу крахираме во современието. Многу често христијаните остануваат сами, затоа крахираат во духовниот живот. И пред се учество на литургијата и така натаму. Сите овие нешта потикнуваат, одржуваат и даваат плодови во нашиот внатрешен духовен живот и тие плодови всушност полека се нашите вистински сведоци, вистински мотиватори за вистината на вечното постоење во Царството Божјо. Односно, за осознавање дека вистината е баш таква како што таа е. Но, за тоа да се осознае, сето тоа ова треба да се
помине, да се живее, да се искачи човек ни сето оваа скала на духовното растење. Така, ти благодарам, отец Ивица. Се надам дека ние ете сега успеавме плодовите што ги има кај нашите гледатели, да станат свесни за тие Така плодови. е, и да ги умножуваат. Да ги умножуваат и се разбира заедно дека заедништвото е многу важно, да се подкрепуваме ни со други и нели да растеме во здравиот духовен живот. Тоа нека биде.